Пред да започнеме со нашите гости, ќе погледнеме каква е сликата во Штип. Нашите колеги од Mnet телевизија треба да ги имаме линковски да се поврземе со нив. Добро вечер, да слушнеме и со какви настани се одбележува во Штип една година од трагедијата Пулс. Ново вклучување на Mnet телевизија од Штип на градскиот поштар Слобода во врска со одбележување на трагедијата. Една година трагедија од големиот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, во која што на тој немил настан згаснаа 63 млади животи, 63 ангелски животи, меѓу кои 5 мина штипјани. Вечерва заедно со нас на плоштадот се и граѓаните кои што масовно палат свеќи во спомен и почит на загинатите. Покрај граѓаните и општината даде голема поддршка овде на плоштадот со поставување на камен темелник со што во иднина ќе се изгради споменик за спомен и сеќавање на загинатите штипјани. Покрај општината и локалната самоуправа поддршка дадоа и повредените од пожарот. Заедно со нас е штипјанецот Александар Авукатов, кој што накратко ќе опише што точно се случуваше на пожарот и точно една година што нему му се случуваше. Александар, не знам како и јас да пристапам со прашање, но најпрво би прашал како сте и како е вашето моментално здравје, како тече лекувањето на вас. Благодарам на прашањето. Јас сум моментално добро. Закрепнувам полека. Лекувањето оди споро. Меѓутоа, тоа е така е протоколот и моментално се чувствувам добро и психички и физички во ред. Вие сте еден од повредените. Најпрво, како што знае јавноста, сте пренесени во клиниката во Пловдив, Република Бугарија. Кои се вашите впечатоци од лекарите, од целиот медицински персонал? Како ве прифати и како течеше лекувањето и колку време се задржавте во Пловдив? Да, јас прво бев од Кочани донесен во Штипската болница. Моите колеги ме донесоа овде. Значи се реагираше експресно брзо, значи целиот персонал и овде во Штипската болница даде се од себе. Беше тоа што беше, премногу беа повредени и за жал на некој од нас можеше да се помогне, на некој за жал немаше помош. Потоа бев транспортиран во Скопје, па оттаму во Пловдив. Таму продолжив со лекувањето, направија неколку оперативни зафати на раците, на рамениците, на главата нема зафати, меѓутоа ми беше повредена и главата. Лекувањето таму одеше добро, значи грижата и негата на лекарите кои таму се грижеа за нас беше фантастична. Значи се грижеа буквално како за своји деца. 50 на дена, малку помалку, така нешто 48-49 дена. Бев таму и потоа не пуштија на домашно лекување. И тука продолживме во Кочанската болница со доктор Каката и така до ден денес со неа сме и таа прави се што е во нејзина можност и многу повеќе од тоа за нас, така да сме згрижени, сите лекување, целото лекување ни е обезбедено, сите третмани, лекарства и креми и се што ни беше потребно за нашето лекување беше обезбедено и голема благодарност за тоа. Може ли накратко да опишете што точно се случи минатата година точно на овој ден? Знаеме дека е доста болен самиот ден, но сепак ние мораме да продолжиме да живееме. Што точно се случи, имајќи во предвид дека овде меѓу граѓаните се шири муабетот дека атмосферата била толку весела, се било толку многу убава вечер била, а патем наеднаш се преобрнало наопаку. Да, тоа е вистината, таа беше стварно прекрасна вечер со многу насмеани луѓе околу нас. Ние бевме на настап со мојот бенд во
кафе бар во Кочани и оттаму со нашите пријатели кои беа таму на нашиот настап и со колегите се договоривме да ги посетиме нашите колеги кои еве дел од нив и веќе не се меѓу нас, да им присуствуваме на нивниот настап и ете после настап да се подружиме малку и отидовме таму и не затече најлошото се случи. Беше стварно прекрасна вечер со преубава атмосфера, со преубава енергија, меѓутоа за миг се претвори во катастрофа. Дали вие бевте на почетокот од самата дискотека или бевте некаде на средината, навреме ли излеговте, како се случи, еве, од кога се случи, мислам, пожарот, како вие изреагиравте и слично? Ние од кога дојдовме веднаш се сместивме до бината, каде што настапува колегите, си мавнавме рака, се поздравивме со некој од нив за последен пат на голема наша жалост и потоа се вклучија прскалките, се запали плафонот. Панчо кажа дека треба да излегуваме и почна дел од присутните да го напуштаат да ја напуштаат дискотеката. Но огнот се ширише многу брзо. Проблемот беше што се Не излегов бргу. Се пражнеше дискотеката, се заглавивме во ходникот, како и сите. На голем дел така настрадавме таму. Значи се случи стампедо, се затвори просторот со жив зид од луѓе, од деца, од млади луѓе, од кои не можевме ние да излеземе и така. Дали вие понатаму бевте цело време свесни, дури стигнавте и до Пловдив, цело време ли бевте при свеси, дали се одвиваше во најдобар ред од медицинските лица? Да, бев свесен цело време, бев на нога и така излегов, не без помош, сам излегов надвор. Бев доста повреден, како што кажуваат колегите ми, виселе кожи од раците што се изгореле. Тие ме, како што реков, тие ме транспортираа веднаш за Штип ме пречекаа надвор и што да кажем, реакцијата беше многу човечка, многу на највисоко ниво. Не е тоа организирано за да биде на највисоко ниво, се беше стихино, се беше хаос и сите луѓе буквално што дојдоа, имаше доктори, медицински персонал кој ги лично познавам, кој дојдоа во домашна гардероба, значи кој како се затекнал да помогне тука и сите буквално дадоа 200% од своите можности. Вие се вративте потоа во Штип, колку беше неопходна поддршката покрај од семејството, од граѓаните, сепак вие сте познат музичар, како и колегите ви помогнаа во тој процес на опоравување? Па да, овој така немил настан разбуди емпатија кај народот и многу поддршка имавме. Многу поддршка, вербална, материјална, лекарска. Значи, беа луѓето со нас, имавме максимална поддршка од сите, така да од тај аспект можам со најубави зборови да се изразам за сите буквално кои беа околу мене. Од семејство до пријатели, до роднини, институциите колку можеа, после тоа медицинската, да. Со настапи, пардон, се извинувам. Не, во ред. Да, продолживме со настапи, после таму некаде крајот на септември, почетокот на октомври веќе почнав и јас и колегата, исто еден мој колега настрада во Дарко Спировски и тој беше од повредените, така да после закрепнувањето почнавме интензивно со проби. Мислам дека музиката не врати на нестабилни нози, да се почувствуваме така веќе вредни повторно. Како неопходно.
Како сега да го погледнеме животот низ очите на веќе оние кои што преживеа, дел од нив сте и вие, како да го погледнеме животот од сега понатаму, имајќи во предвид дека стега сте жив и здрав, па имајќи во предвид дека таму бевте присутни, знаете како беше, можеше да се случи несакани, нели, случаи, што понатаму, што би препорачале на граѓаните? Мислам дека во вакви моменти, во вакви ситуации е многу тешко да се каже било каков збор. Значи, ние сме тука, ќе продолжиме понатаму, повредите ќе се залечат, кои ќе се залечат, кои ќе се навикнеме да живееме со нив, но тие што не достигаат, ќе не достигаат за секогаш и таа болка едноставно не може да се ни да се опише, ни да се за жал надомести. Така да што и да каже човек во вакви моменти е така превише. Ви се присетуваме вечерва и на Штипјани, дали ги познавате некои од овие петмина и дали имавте соработка? Да. Тоа се мои колеги, Филип Александар Коларов, Филип Стефановски, тоа се колеги со кои сум свирил, сум соработувал. Горан Тонев, тој е жив и сега нели се дружиме почесто, бидејќи нели истиот пат треба да го одиме, значи тоа се мои колеги со кои јас на драго срце соработував, се разменувавме искуства, бевме пријатели долги години, значи со цејата сме од самите наши почетоци во Дом на млади на иста бина, ние сме двајцата басисти, јас сум басист и тој е басист, значи ние сме разменували искуства и така тоа ќе ми недостига за секогаш. И за крај, кои се вашите пораки до сите оние кои што моментално не гледаат, што да порачаме за крај за како една поучна порака иако е нели за немил настан, но сепак да извлечеме една поука и како да го гледам животот? Тоа е најтешкото прашање, како да го гледаме животот после ова. Мора да се продолжи понатаму, не треба да очајуваме тоа што се случило. Нема зборови на утеха на тие што изгубиле најблиските таму. Јас себе и другите присутни таму што сме биле и што сме преживеале, така некако како и чувствуваме и одговорност на некој начин. Тоа не е возможно, меѓутоа тоа е чувството што го имаме, како не успеавме да помогнеме, како не можеме да ги спасиме и тие да излезат со нас. Тоа е мислата која не прогонува цело време. Поука, не знам каква поука можеме да извлечеме од ова. Можеби и се уште рано, уште се емоциите силни. Една година да, меѓутоа таа помина како секунда. Јас ви благодарам на вашите зборови, на вашите одговори и ви посакуваме добро здравје и да закрепнете уште повеќе во иднина. Благодарам и на вас и пријатна вечер. Тоа беше се што можевме да го извлечеме од соговорникот, а вие можете да ги погледнете инсертите од граѓаните. Нетот Штип, кој што ни ја пренесува сликата во живо од плоштадот, каде што исто така вечерва се оддава почит и помен на